Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Засилена кампањата на републиканските претенденти за председателската функција непосредно пред прелиминарните партиски избори во Њу Хемшир. Мит Ромни и Рик Санторум ја заострија критиката кон председателот Барак Обама. Со ова ги започнуваме вестите. Обајцата кандидати кои беа буквално изедначени на претходните избори во Ајова, го обвинија председателот Барак Обама дека ги оттргнува Соединетите Американски држави од традицијата да се подпираат на самите себе си и слободното предприемаштво. Кандидатот Џон Хацман пак, кој беше на дното според резултатите во Ајова, денес доби голема поддршка кога во уреднички коментар поддршка му даде влијателниот весник Бостон Глоб. Весникот го истакнува искуството на Хацман како поранешен амбасадор во Кина и смета дека има далекусежни гледишта за алтернативните видови на енергија, образованието и имиграцијата. Стапката на невработеност во Соединетите Американски држави падна од 8,7 на 8,5%, стои во току-што објавениот извештај на одделот за труд. Во декември биле отворени 200.000 работни места, сите во приватниот сектор, додека државните и локалните влади укинале 12.000 позиции. Големата невработеност придонесе економијата да стане централно прашање во кампањата за председателските избори во ноември годинава. А еве ги главните црти на синоќа објавената нова одбранбена стратегија. Според Пентагон, САД треба да продолжат со активниот пристап против екстремистичките и терористички закани, да продолжат со акцентот на американското и сојузничко присуство и поддршка на партнерските земји во и околу Блискиот Исток, да развијат иновативен економичен начин за остварување на безбедносните цели, да вршат операции против ширењето на оружјето за масовно уништување и да се насочат кон Азиско-Пацифичкиот регион. Airbus во 2011 произвел повеќе патнички авиони од ривалот Боинг. Првата компанија испорачала 530, а втората 447 авиони. Обете се фокусирале на подобрена потрошувачка на гориво и намалување на трошоците во време на високи нафтени цени. Боинг го усоврши својот најдобро продаван авион од типот 737 и очекува да ја зголеми продажбата и во 2012 година. По студеното време безмалку горештини. Иако е јануари, високи температури од еден до друг крај на САД. Само изминатава недела имаше речиси 900 рекорди при мерењата. Неколку фактори се наведуваат како причина: постудените води во Тихиот океан, арктичката осцилација на воздухот и глобалното затоплување. 2011 беше тешка година за глобалната економија. Експертите во САД предвидуваат што следи во 2012. Кога ќе се земе предвид буџетот на оваа земја, невработеноста и кризата во Европа, многуми наверуваат дека годинава ќе нема поголеми промени, барем за сега. Од проблемите со буџетот до стравувањата за двоцифрена рецесија, во 2011 економијата преоѓаше од една криза во друга. Економистот Марк Витнер од банката Велс Фарго предвидува дека и новата година ќе наликува на старата. Првата половина од годината растежот најверојатно ќе биде под очекувањето. Може да нарасне стравувањето од рецесија, особено ако економската ситуација во Европа се влоши. Сепак кон средината на годината и секако до крајот на летото, очекувањата се дека трендот ќе биде по нагорна линија. До тогаш кампањата за председателските избори во САД ќе биде во полн ек, а отворањето на работни места ќе биде централна тема. Со оглед на проценките економијата да се развива пребавно за да го намали нивото на невработеност од 8,6%, економистката Бет Ен Бовино од Standard & Poor's не гледа како би дошло до голем бран на вработување. Очекувам нивото на невработеност малку да се зголеми, да остане на 9% долж годината, а потоа да тргне по надолна линија. Стручњаците предупредуваат дека најголемата закана доаѓа од економската стагнација во 17 земји кориснички на еврото. Се повеќе економисти се согласни дека сите предвидувања ќе паднат во вода доколку Грција одлучи да излезе од еврозоната. Загриженоста расте и заради должничката криза, како во САД, така и во странство. Иако потребни, многумина стручњаци сметаат дека краткорочно кратењето на трошоците и мерките за штедење може само да го доослабат и онака кревкото глобално заздравување.
Наречено е музичка кутија, но не е кутија, туку мало село. Збир на мали дрвени бараки на улица во Њу Орлеанс, од каде извира музика, дење и ноќе. Погледнете и уживете. Во оваа музичка населба ѕидовите дзунат, а колибите креираат мелодија. Ова е креаторот Тейлор Ли Шепард. What I was playing earlier is all my voice just looped over and then Она што претходно го слушнавте беше само мојот глас, но снимен да се повторува. Со помош на миксета можете од разни звуци да добиете секакви комбинации. my idea Рене од Њу Йорк свири на бас. Нејзиниот пријател се проба на тапане. It wasn't just like conventional drumming. Неконвенционална. Наместо тапаните пред вас, како се да беше околу вас, насекаде звуци, и тоа се во исто време. Джош Фаст прави музика качувајќи се по скали. As you walk up these stairs, На секој од скалилата има можни педали. Резултатот е различни звуци со различно времетраење. Норман Нейл ги довел децата. It's great. I heard about it on an email. I decided Одлучив да дојдеме после училиште. Многу ми се допаѓа. Звоната, тапаните, столицата. Одлично си поминав. Населбата изгради група уметници во обид да го заживее овој запуштен дел на Њу Орлеанс. Ова е Дилейни Мартин која раководи со поставката. In New Orleans, we have this really old housing stock. And Дури и ветрот создава амбиентални звуци кога дува меѓу старите куќи во овој дел на Њу Орлеанс. Во многу од куќите слушате музичари кои таму живеат, така што музиката е насекаде. Следен проект на Мартин е да ги замени музичките колиби со една голема музичка куќа. А во наредната емисија Пасивни куќи, како придонесуваат за здрава животна средина, гледате во понеделник во Newsflash. Само 10% толку енергија трошат пасивните куќи во споредба со обичните благодарение на суперизолацијата. Гледате во понеделник во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Гласот на Америка и годинава ви доделува бесплатен календар. За да се пријавите, посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или пак побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер, среќни божикни празници и гледајте не во понеделник.